Прво, меѓуетничките односи во државата се под сериозен ризик. 0% од албанците тоа ви го кажува. Доказ дека немате ништо променето во политиките соодветни на нашето општество кое што е мултиетничко. Доказ, не повитен факт. Тоа и на анкетите на Павел Шатев, и не знам кој ги прави другите, исто го покажува. И тоа е факт. И граѓаните знаат што значи тој ризик. Втората работа, веднаш кавги. И со Мицотакис и со Бојко Борисов. Или со Грција и со Бугарија. Веднаш кавги. На прва топка, одма, ново вето, нови горчини, ново застанување во калта, шлапкање во место, ништо друго. Резултат, консеквентен на вашите политики и ставови е тој. И ништо друго. Се обидував до 1 април 2018 за државничките прашања да споделиме заедничка одговорност. Нека биде Заев предводникот и на уставот промената на името на државата и се. Покажувајте прст, но застанете за нашата интеграција, заради тоа што е програмска определба и заедничко нешто кое што може да не поврзува и со се. Уште еднаш тврдам и потврдувам дека само партискиот рейтинг и интерес го интересираше вашиот лидер. Ништо друго. Препознава многу помеѓу подржувачите на ВМРО-ДПМН, помеѓу актуелно раководство на ВМРО-ДПМН, поранешно раководство, пратеничка структура. Препознавам и јас и граѓаните дека сите не се согласуваат со ваквите ригидни и неодговорни и несериозни ставови. Заради тоа што на крајот постоиме заради државата. Граѓаните ќе не менуваат, ќе не носат на власт и слично. Државата мора да оди напред, не се враќа назад. Со одлука да се промени актуелната влада, го кажувам само тој аспект. Сето тоа значи нови кавги со соседите, нови кавги дома. Повторно кавги помеѓу младите од различни етнички заедници, сето тоа го носи. Овде исчекори имаме сериозни направени и видливи. Се случуваат како консеквенција на пријателството, сериозни инвестиции во државата и од Грција и од Бугарија, и странски и од секој можен карактер. Економијата расте и ќе продолжува да расте. Расте со конкретни докази на склучени договори за фабрики, кои што се пуштени во употреба, кои што се градат, се охрабрува домашното стопанство и слично. И тоа ќе продолжи така, се додека не ја стигнеме кулминацијата која што сите ја посакуваме. А тоа се поголеми проценти на севкупен раст, поголеми проценти за придобивки за граѓаните, по-добра мотивација на младите да останат тука. Затоа сме сите за ЕУ и за НАТО. Заради тоа што тоа е единствениот, еве ние го викаме прав пат. Друг пат не постои. Тежок е, некој пат е горчлив, некој пат боли, но тоа е патот ако сакаме да бидеме нормална европска земја, со европеизирани институции, со економски стандард, доволно мотивирачки за граѓаните, сите пред се за младите, да не помислуват да ја напуштат државата. Прашањето конкретно за шпицен кандидат. Шпицен кандидат имаше и левицата и десницата на европски избори од порано, на европски избори и сега, каде што еден од шпицните кандидати беше и кандидат за Европскиот парламент. Ако мислите на мандатор да не биде кандидат на пратеничка листа, јас немам проблем со ништо, ама шпицен кандидат не значи тоа. Шпицен кандидат, како го викаа германецот, Шулц беше кандидат на пратеничка листа од Германија. Значи, нека прифати една изборна единица, бе, Мицкоски, ќе се договориме. Суштината... Суштината не бега Заев од ништо. Ниту сум венчен, ниту мојата амбиција, аспирација да бидам пратеник. Мојата амбиција, аспирација, јас се соопштив пред граѓаните. Барам чист мандат, каде што се решени крупните проблеми на држава, каде што интеграцијата се заокружена работа, да покажеме вистинска трансформација до крај дома и економски просперитет на државата. Немам дилеми, растеретен политичар сум и окото не ми трепнува. Само тоа треба да го разговарам со Мицковски. На првата прилика јавно, јас и тој може да донесем одлуките комплетно што се однесува до нас. Не шпицен, реков и лево и десно крило. Какво крило сака такво, сака шпиц. Што сака тоа ги играм. Немам проблеми никакви, но во суштина треба да знаете дека шпицен кандидат не значи дека кандидатите за премиери не може да бидат на листи. Праксата покажува дека биде на листи. Но ако е суштина да не биде на листи, нема да биде на листи. Јас сум убеден дека добивам нов мандат за премиер. Ако нашиот граѓанин, народ одлучи другчие, разбираме, сите по дома
и готово, немам дилема во таа работа, заради тоа што политиките што ги водиме се искрени, насочени према државата и немаме никакви предрасуди. No more secret. Нема тајни, се знае во држава. И апсолутно со вакви политики цело време предупредува. Менувајте курсот и политиките, оти подолго ќе останете во опозиција. И тоа е така. И сега анкетата прва не ја прави Владко со репчето, заборавив името, проблем. Не може да е проблем. Заборавив како се викаше човекот. Не е Владко Пратеникот, се извинувам. Другиот Владко Божиновски, да бидам по прецизен. Владко Божиновски не ја прави анкетата и проблем. Немојте, бидете подготвени, таа разлика нормално и ќе расте, и дополнително ќе расте во периодот кој што доаѓа, и тоа е факт. Но на крајот е шанса за опозицијата да биде уште подобра опозиција, да ги промени своите ставови, а државата наша да оди напред под вистинско раководство. Онака храбро, кое што носи одлука, без разлика на политички рейтинзи, калкулации политички или слично. Република Северна Македонија навистина продолжува на правиот пат и од тој пат нема да се откажеме, ниту ние, ниту граѓаните. Огромно мнозинство тоа ќе го потврдат и ќе продолжи државата да биде интегрирана, да биде европска, да биде НАТО. Дочекаме да бидеме НАТО членка. Пос 15 години да почнеме преговори со Европската унија. Може ли тоа многу други да го направат?